Љубители на спортот, добро вечер, добродојдовте во уште една арена. Овој пат секако ќе бидеме интересни, без оглед на тоа што се случува во ракомет, кошарка и така натаму. Ќе зборуваме за неговото величество фудбалот и она што не очекува во оваа година, а тоа се многу тешки 8 надпревари фудбалски кои што се играат во рамките на квалификациите за светско првенство, кој што 26-та година се одржува во Мексико, Канада и Соединените Американски држави. За да не лутаме многу и да не нагаѓаме што ќе биде, како ќе биде, вечера имам чест, привилегија и особено задоволство да го представам мојот гостин. Ќе бидем малку нескромен, ќе ја приватизирам ова прилика. Долгогодишен пријател, а сега првиот човек на македонската репрезентација, селекторот Благоја Милевски. Боби. Добро вечер, добродојдовте во емисијата. Добро вечер, ви благодарам на поканата и голем поздрав за сите ваши гледачи. Благодарам во името на гледачите. И ајде, куртоазно е да се преседиме на почеток, не знам како ќе наднесе емисијата на во текот без оглед на тоа што се познаваме многу години. Селекторе, како ги доживувате сите овие случувања во македонскиот фудбал или по-конкретно каде е македонскиот фудбал во европски рамки? Едно општо е вака. Малце по-комплексно прашање. По-комплексно прашање, верете. Со оглед на, јас може да зборам се во веќе 10 години мојата работа во Федерацијата фудбалска на Македонија, за овие последни 10 години мислам дека Македонија и македонскиот фудбал, барем во европски рамки на репрезентативно ниво, мислам тука на репрезентациите до 21 година и сега последните 4 години со работа со А репрезентацијата, мислам дека доста позитивни работи има постигнато Македонија, доста позитивни работи и во европски рамки. Многу пати сме покажале дека ние местото во, ако не во кремот и во првиот ешалон на европскиот фудбал, али тука на златна средина може би. Тука некаде така, тоа е моје мислење, со оглед на настапите и со млада репрезентација и со репрезентација на европските првенства, како прв пат во историја, нели, со последните изданија во квалификациите за светското првенство и посебно во последното издание на Лигата од нации, каде што веќе сме во прв пат во тој Б сегмент, значи во најдобрите 32 група, сега сме во С група? Сега сме во Б. Во Б група? Да. И сето тоа ни укажува дека има подем на репрезентативно ниво. Се надевам дека час поскоро ќе не пратат и клубовите, посебно во тие настапи на евросцената, на моје и општо задоволство на сите во Македонија. Сиво овие години репрезентацијата, малку искрен да бидам, ме подсетува на Вардар во оние најбои денови, некоја беше шампион, Вардар. Некако во прва лига преслаб, во втора лига пресилен. И секогаш тука некоја ќе му загорчиме живот на некого, а ќе изгубиме од последниот. Се случува и такви работи. Па сега во спортот, поготово во денешниот спорт, па и во фудбалот, веќе таа граница помеѓу фаворитите и аутсайдерите е многу мала, веќе и да не постои. Не можете однапред ни со најслабите, условно кажам, најслабите репрезентации да ја осигурим, мислам да се надевате дека сигурно ќе победите ако не сте на својот максимум на секој напрев. Така да и на репрезентативно ниво, и на клубско, таа граница е многу тенка меѓу тие, условно кажано, послаби и посилни репрезентации или екипи. Да, пред да почнеме со ние посериозни теми, нели, квалификациите што ни престои сега.
Ме интересира дали како се редите кога седите на клупа и знае да ви изнервира нешто во играта, ви гледаме, често пати реагирате на нешто. И зошто ја не влезам сега, да можам да влезам. Има ли такво нешто? Да посакам да влезам, не, искрено. Но која водите својата држава, ќе кажам, него на спортски план, тимот национален е посебно чувство, посебна гордост, посебна емоција е присутна, така да све што правите, или све што правам и све што осеќам во моментот пред надпревари, али посебно и за време на надпреварите, е со огромна емоција, со огромна енергија. Тако сум. Другачи не можам да бидам, понекогаш да, знам да бидам импулсивен, но се тоа во рамките на спортската, нели, активност и игра моментално. И се во интерес на тимот. Знаете да не спиете пред утакмица? Ја и никош не спиам. Процесорот си работи, нели, со затворени очи, но процесорот во позадина работи посебно пред собир и за време на собирите сигурно. Значи, сега брзо ви доаѓа време на не спиење. Веќе кога почнуваме со тие крајните подготовки за секој надпревар, со тие анализи и завршни планови, како треба да изгледаме, што очекуваме и план А, план Б, план С. Сето тоа си работи у позадина некоја и додека спиеме, условно кажам. А после надпревар го преживувате ли надпреварот? Надвор анализи неофицијални што се направи. Без разлика дали ќе се победи, дали ќе се изгуби, тука адреналинот за време на надпревар иде до максимум, како кај играчите, така и кај мене, и е потребно време, нели? Да сето тоа спласне. Ето дома. Не, кога се води национален тим, кога водам, например, Македонија, тоа е посебна емоција, посебна енергија и посебна чест и задоволство. Долго години сте во тренерската работа и како и тренер и селектор. Која е разликата? Бевте и активно, успешен фудбалер, интернационалец. Која е разликата? Биваше полесно како играч или како тренер? Секако како играч. Тогаш гледате само да си завршите максимално професионална својата работа, да бидете дисциплиниран, одговорен. А сега друг нека мисли. Сега морате да мислите и за сите. За 50. Значи, имате 25-26 фудбалери плюс точен штаб и сето она што не обкружува за време и пред и за време посебно за време на собирите. Многу е покомплексна работа. Ја ќе се надоврзам на тоа и дека е многу голема разликата од водење на клуб и водење на репрезентација. Секој има своја драж, своји предности, но и мани. Така да нема мислам дека додирна точка едноставно. Добро, претпоставувам дека клубот сте секојдневно со играчите, па горе-долу ги знаете у која форма се, што се, како се играчи. Довака можете и да темпирате форма и да разговарате посебно на вака во 3 дена што побрзо ќе направите? Во 3 дена да ги научите да играат фудбал не може. Дали тактичка среќа моја, а и на Македонија, што имам генерација и група на фудбалери кои прво како карактери и како личности се извредни, како личности со отворени умови. Дел ви бе и во младата репрезентација? Така е. Што е најбитно со отворени умови и спремни да учат секојдневно и да ги примат тие информации што им ги давам, што ги барам како побарување од нив и сето тоа си од свој потенцијал и талент да го стават во функција на тоа што се бара од нив, тоест во функција на тимот. И малку ме критикувате вие новинарите многу. Па добро се, тоа не е работа. Затоа што секогаш ги фалам. Тоа не е работа. Фалам и кога се добри и кога не се, ама немам друг избор затоа што они тоа го заслужуваат стварно. Така, и дај Боже да е така, особено заслужија. Нели со пласманот во повисок ранг на натпреварање во Лигата на нации зборувам. Сега очекувате ли? Знаете како се извинувам. Знаете како ние како новинари
иако самиот рековте дека нема веќе слаби и јаки противници, сите играат фудбал дефинитивно. Меѓутоа, сепак малку со недоверба гледаме во она С, Д група, во последната група, сега викаме, сега ќе видиме во Б група, каде што се несомнено посилни противници, како ќе игра Македонија. Мислам дека треба да сме горди на сето она што го направи Македонија во овие издание на Лигата на нации, затоа што мислам дека за мене е привилегија да се биде дел од тој Б сегмент, каде што се најдобрите 30 на репрезентации во Европа. Секако дека ќе биде огромно искуство за нас, затоа што ќе имате прилика и можност да се споредувате на некој начин или да се надпреварувате со најдобрите во 30 репрезентации во Европа. Ќе видиме нели наследните кој ќе не биде во група, но несомнено е кој да се падне ќе бидат и тоа како квалитетни репрезентации од кои може само да излечеме позитивни работи. Па зашто ние покажаме и со Италија и со други Германија и така натаму дека можеме да се носиме со дел од нив, со голем дел од нив. Разбираме, сега можеме не оние топ 5 што се Англија, Германија. Ќе се надоврзам на вас затоа што во последните квалификации за европското првенство ги имавме во група Италија, Англија и Украина и Малта. Так. Значи се работи за 3 репрезентации кои се од топ 10. За Италија и Англија кои се од за мене во моментов топ 3, топ 5 репрезентации во светот. И без оглед на високиот пораз и мислам дека е единствена црна дамка со Англија и поразот од 7-0. На сите останати надпревари Македонија покажа дека и може да биде и повеќе од конкурент. Иако посебно на тие два надпревари со Украина, иако ги загубивме и двата, сите знаеме на кој начин, у немала рака бевме рамноправни со Италија и со Англија со нерешените резултати во Скопје и со изданието во Рим, иако го загубивме тој надпревар, посебно во второто полувреме, Македонија покажа дека може да биде конкурентна и само тоа искуство од тие надпревари и начин на кој што ги одигра Македонија, мислам дека не донесе до овој успех во Лигата на нации. Ајде малку, можеби на изглед дилетантско прашање, меѓутоа би сакал да го слушнам одговорот од вас. Дали сакате да играте добро, да сте рамноправни, да создавате шанси, а да загубите минимално, да кажеме, или да играте слабо и на среќа да победите? Да игра. Знам дека останува резултатот од играта се заборава, меѓутоа секогаш кога сте во такмичарска компетиција или надпреварување, тие збориме за официјални такмичарски надпревари, секогаш е најважен резултатот. Враќа. Така. Но мојата филозофија фудбалска е секогаш малку поширока, секогаш го гледам нештото во поширока слика, во поширока димензија, не моментално. Може на среќа да победите 1-2 надпревари. Да. Так. Но секогаш сум имал визија и секогаш сум гледал малку подалеку од моментот. Би благодарно да кореспондира со мојата размислување, сепак е подобро да играм добро, резултатите ќе дојдат отколку да победам. Среќа што имаме поддршка од Фудбалската федерација и благодарност за сета логистика и поддршка што ни ја даваат и трпението што го имаат. Так. И затоа и доаѓаат и резултати. Па добре. Ајде сега малку официјално и да почнеме со светското првенство што не очекува со квалификациите. Почнуваме на 22 март. Значи овој месец кога е собирот, списокот е објавен? Така? Или се лажам? Да. Кога почнуваат квалификациите? Собирот кога почнува, се одржува и каде ќе биде? Се собираме на 17 понеделник до
20 сме во Скопје, на 20 патуваме за Линхештејн, На 20 на реши. 22 ние првиот направа во овој квалификацијски циклус. Селектор, имаме, јас би рекол, може би не толку атрактивна група, следејќи ги противниците, нели? Меѓутоа, група која што може многу да лаже на прв поглед. Во смисла, сите се силни противници. Па и Лихтенштејн кој фигурира како тотален аутсайдер, меѓутоа не знае што може да се случи. Дали и вие исто така го гледате или сметате дека лесно со Лихтенштејн, вамо тамо, другото со Казахстан, што ја знам, меѓутоа тоа е извонно тешка група. Ние се познаваме доста долго. Да. И секогаш и како клубски тренер и како играч, сега како селектор последните 10 години, максимална подготовка, максимално професионално кон секој надпревар. Подготовката моја лична и на мојот тим е иста пред Лихтенштејн, е иста и пред Англија. Исто се подготуваме пред Италија и пред Малта. Значи, тука нема никакво и акцентот е ставен на максимален почит, максимален респект и максимална почит кон секој противник, затоа што денеска, пак и повторам, нема однапред добиени надпревари. Секоја победа морате да ја заслужите на терен, без разлика против кого играте. Имаме ли можност да си дозволиме таков луксус да играме некоја наша своја игра која ја играме, без да размислуваме многу за играта на противникот, или мора да се прилагодиме ние према неговата игра? Во денешно време, според моје мислење, европскиот фудбал е многу покомплексен, многу подинамичен и многу поразновиден него пред 10 години. Од тој аспект, селекцијата на фудбалерите кои се во националниот тим сега и во U20 пред тоа, се селектирани од аспект да може да одговорат според своите лични или индивидуални карактеристики на повеќе места во различни системи. Да, може би малку повеќе ставаме акцент на таа тактичка подготовка, на таа тактичка обученост, на тактички варијанти, ќе кажам, или тактички работи, како индивидуални, така тимски, пред секој надпревар, но тоа е начин на функционирање и работа на овој стручен штаб, на мене, и така ќе продолжиме. И фудбалерите ни се, на моја среќа и на Македонија, што се адаптивни и прилагодливи на секој систем може. Добро. Според профилот на фудбалери кои што ги имаме, ајде сега, Англија има еден систем на надпревари, тука се фудбалски школи веќе во прашање, англиска, шпанска, Италија, не знам нешто измеѓу игра и така натаму. И Италија. Каде сме ние? Каде сме поблиску? Сега ние ја немаме таа привилегија како споменатите репрезентации или држави, ќе кажем, затоа што ростерот на играчи ни е многу Ограничен. поограничен од тие. Па не би идел толку далеку, него и да се затрчиме во соседството. Така. Например, од Србија, од Хрватска, па и од Босна. Добро, ама тоа е некоја југословенска школа која Па и од Босна, зборам како бројка, квантитативна, за да дојдете до квалитативна. Затоа не можеме да се дозволиме за лукс да форсираме некој, барем во моментов се надевам дека во блиски дни ќе се промени тоа, да форсираме некој свој стил на игра, свој систем без разлика на противникот. И јас сум свесен дека не може да функционира тоа од лично искуство преку
одиграните, не знам сега колку квалификации со U21 и со репстација сега, кој ќе се соочите и со најдобрите у Европа репрезентации, кој ќе видите дека сте конкурентни, почнувајќи од од U21 до со Франција, со Шкотска, со Украина и првиот пласман на европско и продолжување со Германија, Италија, Англија, со репрезентации, со репрезентација, така да сето моје искуство го црпев од тие надпревари и за да дојдам до некој заклучок дека ние мора да селектираме фудбалери, играчи кои може да се прилагодат на различните захтеви на фудбалската игра во моментот. За да бидеме конкурентни, ако сакаме по... Тоа значи да чекаме момент на инспирација на фудбалерите според противникот. Не инспирација, него тука акцент ставен на тактичката подготовка, на физичката обавезно, како што е денешниот фудбал полн со динамика, трка, агресивност. Тука морате да сте физички барем максимално спремни и тоа ми е во моментов и најважно, да се играчите физички спремни и здрави, за сето останато покажаа дека, пак е повторам, се со отворени умови, прилагодливи, имаат квалитет, имаат способност да се адаптираат и да се прилагодат на сето она што се бара од нив. Морам да прашам нешто, како е атмосферата во националниот тим сега? По последните година и 9 месеци, пак е кажам, после оној надпревар од Манчестер, мислам дека... Ајде го заборавиме тоа се случи. Нема заборавање, тоа ни е поидовна точка. Од тука го мериме времето. Не. И пред тој надпревар ние направивме доста добри работи со второ место у квалификација за светско, со обезбеден прв бараж за светско, со победа на актуелниот европски првак Италија, со одлично издание во финалниот со Португалија. Сето тоа е окей, но од негативен аспект не смееме да го забораваме тој надпревар и тој ни е репер и поидовна точка на градење на нов тим, на нова енергија, која во овие години 9 месеци мислам дека од собир на собир напредуваме. Ако некој ме праша од кога почнува фудбалски семинари, веројатно ќе кажеме од Англија. Не. Сакам да кажам овој лик на... Значи пред и по Англија. Овој лик на тимот е од тогаш, оваа енергија што го краси овој тим и тимскиот дух и тимската работа и тимското функционирање, мислам дека тимот ги изнесе последните вториот дел од евроквалификациите, посебно нерешените резултати со Италија и Англија во Скопје, со победите над Малта и посебно овие надпревари во Лигата на нации си го доби својот лик тимот, енергија имаме одлична, позитивна, тимска и мислам дека тимот ги изнесе овие на Лига на нации. Дали останавте доследен кога дојдете на место да се селектор, рековте дека ќе играат најспремните оние што играат. Меѓутоа се случи, некои играчи нема клубови, не беа во надпреварувачка форма, а сепак беа повикувани. Тоа беше во функција на тимот или сепак така да? Апропо од нашиот разговор пред малку, да кажам дека се треба да биде подредено на тимот и за жал бројот на конкурентни играчи и фудбалери, конкурентни зборам, за ова што не на ова ниво што нас не е потребно за едни евроквалификации или за квалификации за светско првенство или се за Лига на нации каде што се соочувате со најдобрито нешто у Европа. И јас би сакал да имам поголем број на такви фудбалери да можеш да бираш. И да бирам дали овој во момент на подобра форма или послаба, па тој да добие предност. На некои места, за жал, немаме избор и само може да посекам на тие места фудбалери да не се здрави, да ги одминат повредите и минутажата што имаат у клубовите да им се зголемува. Да им се зголемува и да не биде мерило дали он треба да биде повикан во репрезентацијата или не. И на крај на денот не можеме ние да менуваме тим секој собир. Јасно. Ако гледав
тоа да, тие се моите принципи, кога се е идеално, кога све е супер, кога сите се во форма или сите се во надпреварска форма и тој, нели, кој е во подобра форма или подобра минутажа ќе биде повикан, а другиот не. За жал, го немаме таа привилегија и таа е реалноста. Таа е реалноста. И сето она кога ќе дојдат момците тука и кога го даваат тоа што го барате од нив и го пренесуваат не максимално добро на терен, без разлика, ние имавме на случувањето во клубовите. Мислам дека прошлата година, точно од март месец, од тренинг кампот што го имавме во Анталија, па година дена, 9 месеци, ја мислам дека не биле најлошите во историја на македонскиот фудбал, што се однесува до ситуацијата на нашите фудбалери репрезентативци во нивните клубови, за минутажа да не зборам, за надпреварачка форма воопшто. А дојдовме до историски работи и успеси, мислам дека во 6-7 сегменти за прв пат во историја. Немате такви работи, сега ти очекуваме многу повеќе. Не, тие се факти, тие се реални. Што ќе биде во иднина, тоа не можеме никој ни да предвиди, ни да знае. Можеме да работиме во таа функција, да продолжиме со нашата работа и во тој правец сега што ќе ни донесе денот, утре тоа. Ова ме подсетува, јас и го сеќаваме на поранешна Југославија, на таа репрезентација која беше многу потешко да излезеш од репрезентација него да влезеш. Него да влезеш. Така е, ама. Тоа беше група, тоа е веќе тој претворање на репрезентацијата во тим. Без каде што тимски дух. Каде што сите ќе се покриваат и се сакаат, ќе се поддржуваат и така. За репрезентација од нашиот тим, од тип, каде што имаме ние индивидуален квалитет, секако да, но немаме од типот на Меси и Роналдо да можеме да... Каде што еден ствара... Така да, се ни е подредено на тимот и момците сето оној квалитет што го носат со себе и потенцијал го стават во функција на тимот. Добро ме, една работа кога ги гледам натворите на репрезентацијата, често пати се фаќам во размислување зошто не шутираат. Еве, и на тој план се менува како се вика ситуацијата, бидејќи гледам, веќе Елмаз, Барди и другите се осмелуваат, шутираат од далеку. Тоа беше рак рана, мисля, че на македонците. Сакам да се топка во гол да влеземе. До каде сме сега на тој план? Барате ли не шутирај кога си опозиција? Немаме Меси, нели? Секако дека не е важно и да се постигне гол. Начин на кој што ќе постигнете немалце битен. Ама добро, атрактивно е сепак. А играчите и мислам дека нема некој што сака повеќе од нив да постигнат гол. Од надвор гледано, јас ја разбирам и публиката и вас исто, но секој се ставам на страната на играчот. Не знаеме во моментот на дриблинг и дали ќе шутне, дали нема да шутне. Не знаеме што му се случува во главата или имаат потполна слобода во таа трета зона или во зона на шут да ја употребат и да ја користат својата креативност и едноставно план на завршување на нема план тука. План има како би требало да ги донесеме до зона на шут. Сето останато е момент на инспирација, дали ќе иде во дриблинг, дали ќе шутне, дали еден лажњак, друг лажњак, се е дозволено. Се во функција на... Ова ме подсетува на еден наш добро пријател, поранешен фудбалер, нели? Сега тренер, нема да го споменуваме, со тие лажњаци. Зошто е еден лажњак длани? Мислам дека сите може со лажњак да ги пробат. Тоа е талент. Тоа е талент и на нас тренерите е да го стимулираме тој талент секој, дај Боже да имаме и повеќе такви кои се поготово во денешно време во игра 1 на 1. Имаме ли ни играч кој што може да створи разлика? Имаме. Не кажуваме кој е, али имаме. Имаме. Добро. Не еден. Имаме повеќе? Добре. Дали одбраната ни е болна точка?
Не. Не. Затоа што Затоа што вие сте биле одборен фудбалер. веќе ајде да не превеличуваме некои работи, но статистиката вели дека на последните 5 надпревари немаме примерен гол. На последните 7 збориме за официјални квалификацијски надпревари, почнувајќи од тој нерешен резултат со Англија. Имаме 7 надпревари без пораз, од кои 5 победи и 2 нерешени резултати на кои само 2 гола примени. Добро. Ако е така, меѓутоа, Не, ако е така, добро, така е, бројките голови. Ако е така, немам повторно аргументи за да се спротивставам. Затоа се заслужни сите. Така да ме интересира дали оние немали настани што се случува пред вас или после вас, како тоа беше со Ристевски и така пред вас? Со Ристевски од Динамо, со Стефан? кој што не сакаше да игра за репрезентација, па имаше разни работи во смисла вако атмосферата лоша и така натаму. Се веќе надминато дека атмосферата е веќе сосема нешто. Се супер, секој има право да го каже своето мислење. Ја почитувам одлуката на Стефан и го ценам и почитувам како фудбалер, секако има одлична кариера. Ја почитувам и неговата одлука и тоа е тоа. Така. Нема контакти со него? Не. Добро. На крај крајшто секој си решава за себе. И тимот е најважен. Така. Одиме понатаму, првата ни е со Лихтенштейн, ќе победиме ли? Викам, не е тоа дипломатски одговор, него реалноста е таа. Исто и првиот настап на Македонија на Европско првенство ние го почнавме со пораз од Исланд 3-0. Потоа имавме 13 надпревари без пораз у серија и отидовме на Европско како втора репрезентација по низа на без пораз. Прва беше Португалија со 16, ние на 13. Од 12 репрезентации во Европа. Зборам. Значи, само 12. Со играчи од домашно првенство. Така. На 80%. Сега ме интересира да споменат играчи од домашно првенство. Едно време имаше надпревари селекција на новинари против селектори и така натаму. Да, тогаш и ја кога играв. Па да. За ти го споменувам. Да. Зошто сега не се прават такви? Играчи од домашно првенство против што ја знам. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што распоредот кој ни го дава УЕФА е ограничен со ФИФА термини. Имате квалификации. Секој година, дали Лига нации, дали евроквалификации, дали квалификации за светско. Во годината морате да одиграте 10 надпревари. Така. Сега сме ние во група со 5. Имаме 8. Ние мора да одиграме тие термини што ни се септември и ноември по еден квалификацијски надпревар, мораме да одиграме уште еден контролен или пријателски. И тоа е максимумот што може да одиграте. Едино постои можност некоја си среда измеѓу првенството, коло недела со недела, некоја среда со играчи од домашно првенство. Ни еден клуб нема да ви го пушти играчот вон ФИФА термин. Зборам за тие. Да, за тие што играат страна. Сега може да си правиме ние тука не би било тоа добро? Не ја гледам сврхата, зошто? Затоа што им го реметите микроциклусот неделен на тимовите во домашната лига. Ги пратиме сите надпревари обавезно. Имаме можност со стрим, видео стрим од секој надпревар. Ги имаме мониторинг, под мониторинг сите домашни играчи, низ игрите во нивните клубови. Не гледам поентата на... Добро, ама не ли би било тоа може би знак? Со U21 правевме секојаш 2 пати во годината, јуни и по завршеток на првенствата, дали есенски дел, дали крај на првенството, селективни капови, и спремавме генерација за следен циклус. Тоа е U21. А со репрезентација немате. Па ние прифативме... Добро, не ли би било тоа може би знаките за играчите од домашното првенство, дека сепак селекторот
сака да види некога од вас. Безогрешно ги гледате на утакмица. Овој селектор прифати контролен надпревар, пријателски, со Саудиска Арабија. Саудиска Арабија им беше генерална проба пред почетокот на светското првенство во Катар. Така? Го одигравме во Абу Даби, со играчи само од домашното првенство. Го загубивме, мислам, 1-0, 82 минута. Таа иста Саудиска Арабија, прва кола победи Аргентина. А ние наставиме со домашни играчи само. Таков некој прозорец, ако се отвори, тогаш беше прозорец за контролни надпревари пред светското првенство. Иначе немаме стварно простор. Нема простор. Но многу се набиени термините. Добро, и јас би сакал, ама и имаме 8 надпревари официјални, нели? 2 треба да пополниме? Да. Имаме противници? Па не се официјални, али во преговори сме и за септември и за ноември. Ќе откриеме имиња, не? Не. Добро. Се уште не, додека не се потпише договор. Али во завршни преговори сме. Добро. Одеме понатаму. Значи, репрезентација, рековме Велс, Велс ја чекаме дома. Картите се продадени веќе? Знаете, не знаете, тоа е работа на Федерација. Сите со информациите што располагам, мислам дека има огромен интерес. И тоа ме радува. И еве и уште еден апел до сите наши навивачи да дојдат во што поголем број, да ја бодат својата Чекајте, на крај ќе ги повикаме днески, па нема. Па добро, се прашањето беше. Сега да прашам, каква е ситуацијата? Ајде, ова репрезентација е репрезентација која што веќе неколку години игра заедно и горе-доле се познаваат сите. Метнавте некои нови имиња кои што изненадија пријатно. Имаме ли во оние помлади репрезентации, U21, U19, 17, веќе деца, фудбалери се тоа кои што веќе гризат на врата на репрезентација. Имаме ли такви? По од последната генерација на U27 веќе четворица се со нас. Полека ги уклучуваме во тимот. Сега е во фаза мојот колега да спрема нова генерација на U27. Они исто имаат подготовки и контролни надпревари веќе во март и квалификации од септември. Се надевам дека ќе се наметна што поголем број да бидат со својот потенцијал индивидуален, пак и повторам, да бидат конкурентни и во тимот. Добро, ме интересира као селектор, знаете ли да отидете на тренинг на некоја екипа? Клуб? На тренинг? На тренинг, ете. Не, али секој надпревар, па секој е коло. Малку сум дома имам проблем. Имам два лаптопа и еден телевизор, така да ги пратиме што е можно поише надпревари во исто време да. Добро, каде можете ли како поранешен играч, сега како селектор, каде е болката во македонскиот фудбал? Една анализа, во немање терени, немање услови, инфраструктура, немаме поради тоа и доволен број на квантитет за да се изведеше квалитет. Која е болката во македонскиот фудбал за да напредуваме уште повеќе? Сето тоа е поврзано едно со друго. Болка, не би ја нарекол јас болка. Јас би ја нарекол погрешна перцепција на нештата. Мислам дека фокусот не е на погрешна страна, се уште. Години назад. Да, јас се сложам дека рак рана ни е таа инфраструктура, ама тоа не е од сега. Дека години назад. И не можам да разберам сега, си правиме, разговараме, си правиме муавет фудбалски, да правиме играчи, ако не му овозможиме нормални, ги кажам, нормални, во европски рамки, нормални, услови за работа или за развој на тој млад играч. И како можеме ние од него да очекуваме дека ќе биде конкурентен ако он со години
не трениран на квалитетна подлога, например. Така. Како што иде фудбал денеска, брзина, динамика, техника, тоа све едно со без друго не може за да бидете конкурентни. Значи таму треба да ни биде фокусот и начинот на кој што ќе работиме со тие млади играчи, фокусот на правилниот развој на нивниот талент и потенцијал и тука мислам дека треба да ни биде на сите нас фокусот на нашата работа. Така, добро е, Фудбалската федерација, како што може да приметам за оној пријателски надпревар на U17-19, како беше со Босна. Веќе има поставено нов терен таму на тоа игралиште, меѓутоа другите се дали ради не е ни сезона се за трева и така натаму. Тоа е вештачки. Тоа е вештачки терен, да. Другите уште 3 има, нели? Има уште еден. Не, уште еден вештачки и 2 се природни. Со синтетичка треба да и 2 природни. Така, добро е ако се продолжи со ваков тренд. Да се прават терени. Меѓутоа, што правиме, како да се влие, сега не знам, ве прашувам, имате ли некоја идеја како да се влие врз клубовите? Да инвестираат во собствената инфраструктура. Сепак се работи за утре треба тие клубови да влечеш репрезентативци за Македонија, а они немаат основни. Фудбалската федерација вложува и tekako огромни напори Секоја част за федерацијата. Во помагање на и инфраструктурно со давање проекти до УЕФА и обезбедување некакви средства со Х3 програма, нели, за изградба на тие посебно терени со вештачка трева, но нема одговор. Не можеме, мислам сега, тоа треба да го поставите прашањето на. Да, добро, го рече, чисто фудбалски разговараме. Фудбалската федерација не треба да биде градежна фирма. Јасно, дефинитивно. Значи тука е федерацијата да помага на клубовите колку во граница на своите можности, но и клубовите треба да си мислам да вложуваат во својата инфраструктура, во својот развој. Па и државата. Клуб, па и државата секако да. Секој во својот домен, да. И пак ја повторам, ние базата фудбалска мора да имаме во клубовите. Друг начин да црпиме квалитетни или фудбалери да црпиме немаме од каде ние. На базата мора да ни бидат клубовите наши. Така. Беше ги споменате нашите клубови и почнувајќи од младински пионерските школи кои што мора да функционираат дефинитивно во клубовите пред се. Како го гледате развојот на оние приватни школи кои се отвараат? Има ли место за приватни школи во Македонија? Секако дека има и мора да има место, но моје мислење е дека сите без разлика дали се приватни школи, дали се фудбалски школи, клубски, да, мора да работат по програма адекватна на возраста на децата. Така. Значи само така можеме да се надеваме дека ќе има пред се здрави и фудбалски обучени играчи. Така. Ова е фудбалот е неисцрпна тема, ние ќе разговараме и уште, да се вратиме сега на репрезентацијата. Како е здравствениот билтен? Освен Дарко Велковски и Димитар Митровски, што не може да се стават на располагање поради повреда, сите останати се здрави. Се надевам дека и после последното коло сега што се игра за викендов дека ќе остане така и ќе бидат спремни и подготвени да се стават во функција на националниот тим во понеделник. Да, претпоставам и добро ви дојде што еде го и Барди и Елмас и останатите веројатно веќе се стабилизирани во клубовите каде што. Па секако дека ќе биде позитивно и за нив самите и за националниот тим. Доста играчи имаа проблеми во своите клубови, доста играчи ни направија промена и тоа позитивна и тоа ме радува и се надевам дека ќе продолжат така и понатаму. Имаме ли уште некој што лута?
така да кажеме, измеѓу двумење таму. Па мислам дека во моментов најпроблематичен ни беше што се однесува до клуб Дарко Велковски, но и он успеа да најде ангажман. За жал, на почетокот од неговиот нов ангажман, нов клуб се дојде до таа незгодна повреда на листот. Алиовски се наметнува полека во Азиската лига на шампиони. Останатите, Бојан Димовски направи добар трансфер. Мислам дека добар избор што потпиша во Партизан и значи одличен настап за својот клуб. Мислам дека е доста по-позитивно него што беше во минатата година. Едно време, не многу одамна, нели, беше во мода барање фудбалери по странство. Дали е тоа Австралија, дали е тоа Америка, дали е тоа Англија, на наши селеници и така натаму. Се уште тој тренд? Бараме ли фудбалери? Секогаш трае, секогаш ке трае. Од аспект, пак ќе кажам дека сме ограничени во тој избор на или ростер на фудбалери што го имаме, конкурентен за ова што не очекува. Нема да престанеме никогаш да бараме. Сите се добродојни кои имаат наше потекло, али пак ќе повторам со исклучиво квалитет или талент индивидуален кој е конкурентен во европски рамки. Не било кој. Така, а да ве прашам, дали некогаш сте размислувале за натурализирање на некој странец? Секако дека да, но ФИФА регулативите и пропозиции или регулативи баш така налага да тој било кој фудбалер кој нема потекло македонско мора да има 5 годишен непрестоен престој во Македонија за да се стекне со право за настап за нашата селекција. Ние како држава може да му дадеме пасош и државјанство од национален интерес, например, и за година ден или за една недела не е проблем. Но регулативите ФИФА џабе ќе биде, мора да биде 5 години. Имаме ние некој приближен таков интересен? Па интересен. Кој што би може да го нарекол, да. Например, не знам, Херера што игра во Бразбања Лука, он е мислам дека во работнички го донесе од Колумбија и се стекна со наш пасош одма и има, мислам дека и има право за настап за нашата држава. Например, еден пример како странец кој добил наш пасош и дали квалитетно ги задржува. Имаше 5 години непрестоен престој во Македонија и се стекна со право за настап. Така, бидејќи секогаш ми било интересно, ќе ги соберете, еве на 17-ти, да ги научите да трчаат, не можете да ги научите да играат фудбал, не можете, тоа се тие, нели? На што е акцентот? Само на техника, техничко, тактичка? Може да барате од нив како да играат. Или како да пробат да го одиграат надпреварот. Така. А они се спремни да го пренесат сето она што го барам. И тактиката е подготвена. Сето она што го барам од нив, на најдобар можен начин до сега го пренесуваат на терен. Кажете ми, сте ги следеле противниците нареднија што се светското во живо? Во живо не. Исто ли е на телевизија кој гледаш и во живо? Многу по комплексно, многу по аналитички, многу по детално. Се гледа телевизија? Вајскаут програма за аналитика. Денеска не може да се сокриете ништо. Добре, но не беше модерно да се гледа. Затоа што немавме алатки други. Немавте, сега. Сега имаме све. Има таа екипа аналитичари кај вас, со вас? Психолози, комплетно све. Психолози, мислам дека нема потреба за сега. Предобре со перници се гаѓаја? Едно време не знам. Во моментов немаме потреба од психолози. Се сеќавате? Јас и моите соработници сме
во комуникација со сите од нив на најдобар можен начин. Имаме, како што кажавте, и лице за аналитика, тука Владко Гроздановски е задолжен за анализа, што се врши одлично работа, така да сите сме како тим одлични. И едно прашање, ама морам да го поставам. Слободно. Познавајќи како човек долги години, го знам одговорот и јас самиот, меѓутоа ајде во интерес на јавноста да слушне. Трпите ли притисоци од менаџери, од федерација, од клубови, да игра овој, да игра оној и така натаму? Дали трпите притисоци? И дали сте, не верувам дека сте подкрекнали, тоа дефинитивно. Тука рака давам, него. Од 2012 дали имал? се стекнам со пролиценца и од тогаш се рачунам како тренер, нели? Так. Јавноста многу добро ме познава, вие уште подобро. И мислам дека одговорот на ова прашање го знаете многу добро. Јас го знам, и тоа да го слушаме од ваше уста. Дали имал обиди, еве? Па, обиди секогаш има. Доаѓаат менаџери. Но делата мои постапките говорат се сами за себе. Така. Имате обичај да кажете одговорноста за поразот или така натаму за поразот ја преземате на себе? Секогаш. По фалбите за победата ја префрлате на фудбалерите? Поразите се секогаш на моја одговорност, затоа што сите оние што се повикуваат и го играат над преварот, ги повикам јас одлучувам кој ќе игра и колку ќе игра и како ќе игра. Како треба да игра. А дали ќе игра така? Тоа е, Господ знае. Добро, кој натпревар осим Англија? Да тргнеме Англија со нам. Ви изнервирал највеќе? Мора ли ме така? Кога сте биле најнервозен? Без разлика дали сме победили, сме и загубиле, кога е било вака? Ама едноставно да пукнете, макар не ви одело, не сакало. Мислам со Грузија, во Грузија. Во предпоследното издание на Лигата на нации, кој загубивме 2-0, мислам дека бевме на тој надпрев далеко подобри. Со многу повеќе шанси. Не знам дали еден центаршут парцеле по авто си дававме и мислам дека тој надпрев би го издвоил вака како незаслужен, мислам. Добро, што во таква ситуација кога гледаш екипа да ти игра добра, не ти топка гол? Ме интересира како на клупа го преживувате тоа? Ништо, што немате можност ништо друго да направите, освен да пробате све што мислите во тој момент и што како алат, како имате во рација, тоа се нели резервните играчи кои и се дали имате таков тип на играч кој би можел таков тип на надпрев да смени. Дали имаме... Повторно се вратам во минатото, паметним одамна. Многу надпревари. Се случило да дојде некој играч да каже шефе, пушти ме да влезам, ја ќе го решам. Има ли таков пушти ме да влезам? Има ли таков држак играч да каже мете, пушти ме шефе да влезам да виш ќе направам? Па не сум имал таква ситуација, но со сите играчи разговарам и секојдневно пред надпреварот и после надпревар. Мислам дека имаме карактерни играчи кои се способни, кои се со квалитет, со ентузијазам да не зборам. Да. Без разлика против кого играме да веруваат дека можеме да победиме. Ама интересира, обично, ние имаме 2-3 минути, брзо ме помина време, веќе колку тоа е? По 1 сат. 1 час. Да. Ме интересира како дали е добро со фудбалерите едноставно да се однесуваш како со звезди, да ги направиш звезди, за да се чувствуваат звезди, или да ги држиш под контрола некоја доле да бидат приземни. Некогаш не е лошо да бидат
во центарот на вниманието да... Денешно време, со ова социјално окружување што го имаме Добро. ние, моје мислење, мој начин на работа е тој што е да мора да допрете до секој од нив. Сите се различни карактери, без разлика на дали некој има 18, дали има некој 30 Добро, години. без Значи, секој еден е индивидуа, е карактер посебен, е личност посебна и мора да се потрудите да најдете начин да допрете до него. Ако сакате да го излечете неговиот максимум. Уште еднаш ќе поставам прашањето. Дали е убаво Благоја Милевски да биде звезда во екипата и да се однесува како звезда, заради тоа што ете пред публиката нема да сака да се посрами, нели? Или да го држите под контрола во функција на екипата? Јас пак ќе ви одговорам дека секој од нив се различни карактери, различни личности. Не можете да бидете ист со сите. Па Значи, добро. мора да се потрудите да го допрете нивниот карактер и да допрете до него. Ако сакате тој да биде, да се осеќа и како звезда, ако ќе затреба и да го спуштите, значи мора да ги оспознаете играчите темелно. А за тоа треба работа. Милевски, имаме ли all-round играч кој што може да одговори на да биде ала Марадона? Да шета сегде по терен. Како Марадона не, но имаме многу играчи, повеќето од тие што се селектирани, што се во тимот, да одговорат на повеќе позиции. По потреба. Слободен играч кој што едноставно ќе биде без обврска некоја? Немаме таков. Нема. Сите имаат обврска. Сите имаат обврски и во фаза на дефанзива и во фаза на организација на напад. Добро. Што друго да ја прашам, што не ја прашав? Дали ќе победиме со Лихтенштеин? Што сакат? Дали ќе победиме со Лихтенштеин? Тоа ќе ви одговорам после. Па после такмиците не мораме да говорите, ти знаат. Ние се подготвуваме да победиме. Не само на со Лихтенштеин, него Дали на од секој прилика начин. го имате, ја ги убрзо прашања, мора да завршувам. Дали го имате од прилика почетниот состав за Да. Лихтенштеин? Дали ги имате тие 25 играчи кои што не може да искочат на репрезентација? Како? Осим што правеше. 25 играчи, тие се загарантирани сега да влезеш. Па сега во моментов се повикани 27 плюс 2 играчи, нели Дарко Верковски и Димитар Метровци што се во као поширок список од 29 30 максимум. Јас се благодарам што бевте мој гостин. Ти ме чекнат уште прашања после Нема позади камера ќе ги позади одговори. камера. Ама ти е благодарност до сите кои што возможија да бидете мој гостин вечерва. Шегата на страна, значи ви посакувам успешен старт и успешни квалификации и за нас си посакувам, нели? Сепак сите дел од една екипа. И многу среќа да ве чува Господ од повреди, сите играчи. И на крајот, зашто, да, уште едно, извин, да посакам. Оди само првиот. И 4, 12 репрезентации. Првиот оди сам директно, вториот иде во Барич. Вториот оди во Бараш. Одат уште 4 во Бараш. Од Лига на нации. Од Каде Лига на што 90% Македонија веќе е там. Добро. Според Благодарам многу. тоа. Сега доаѓа на ви посакувам. Во секој случај на 17 прво многу среќа во подготовките и многу среќа во Лихтенштеин. Да си посакаме пред се добро здравје Така е. и на нас и на сите. И нели Македонија треба да биде над сите нас. Така. Ќе се видиме, се надевам повторно во емисијата. Се надевам и јас. Ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше селекторот на репрезентацијата на Македонија Благоја Милевски, ова беше емисијата Арена, јас сум Петар Једиковски. Се гледаме следниот четвртак.